Денешниот ден ќе го започнеме како и секој ден со меѓународните случувања за да видиме што се одвива во светот. Јас очекувам во секој момент колешката Кристина Атовска да се вклучи од Киев, а со мене во студиото е колегата Дејан Андоновиќ. Дејан, добро утро. Добро утро. Мислам дека најважната меѓународна вест е она што вчера Џоковиќ изгуби во Ролан Гарос по кој знае кој пат од Добро, ова со нафтата не би го игнорирал, иако Џоковиќ е поважен. Во фотофиниш. Ова со нафтава само си оди и си оди. Ова со Џоковиќ е поважно, ова со нафтата, ако имаме време, така да... Што се случува, Дејане, еве да тргнеме со нафтата, докаде ќе стигне оваа цела ситуација? Новиот пакет санкции на Европската унија кој вчера триумфално беше усвоен кон Русија, удри како ефект на бумеранг на растот на цената на светските пазари, па и растот на присуството на возилата на нашите граѓани ноќеска на бензинските пумпи, кои сметаат дека за 9 денари вреди да вложат 4000 денари во... По литар до душа. 9 денари по литар, 4000 денари по резервоар и да ушпараат само 4 дена и да утепаат цело време да чекаат на бензинска пумпа. Ама секогаш било така со поскапувањата. На крај луѓето се разбира, им се важни и тие 1500 денари и така натаму. Тоа веројатно ги памтиме тие феномени многу децени наназад. Да. Тоа е. Не ми е јасна таа логика, Сашо, искрено, но веројатно луѓето првично реагираат. Вчера поминував се извидов, ова не е меѓународна вест, меѓутоа вчера возејќи кон еден настан и така натаму поминав покрај еден пазар за стари велосипеди, всушност не е пазар, туку е објект кој што продава стари велосипеди и така натаму. И ми вели пријателот што не возеше, кој што повремено оди таму и така, дека има одлични велосипеди кои што се меѓу 3 и 4000 денари, така што мислам дека ќе процвета сега тој бизнес барем во наредните 4-5 месеци, електрични тротинети. Да. Но јас морам да ја кажам оној разговор, јас и ти пред малку што го зборувавме, да ја одложиме диетата, бидејќи нели доаѓаат времињата, какви што доаѓаат, па така да можеме и некој месец плюс да си дозволиме. И така ќе бидеме на диета. И така ќе бидеме на диета, кој ќе оди пешки, кој ќе мора да нели некои работи да намали. За нас најважната меѓународна вест веројатно доаѓа од Париз, иако е се уште тоа една апокривна вест, би рекол дека наводно Макрон ги вика Радев и Петков за да изврши последен притисок. Според бугарските медиуми таа вест е прилично загрижувачка, бидејќи бугарските извори најавуваат дека наводно Макрон ќе ги гарантира сите услови кои што сакаат бугарите ги воспостават само за да го симнат ветото за нас полошо тоа. Нема, но не е прв пат бугарите да лажат во изворите. Но и французите да имаат чудна една... А не е прв пат ни французите. Особено што Макрон некако сега, иако разговаравме за другата тема, јас и ти требаше, Макрон некако го гледам и вчера и денеска се расфрла со некои еве и ова регионално, но сега гледам не е ова крај, ние уште санкции ќе удираме кон Русија, а при тоа не кажува што уште треба да се случува. Треба да се случи да престане војната во Украина. Но тоа не е од Макрон, не зависи од Макрон, велам. Зависи од тоа како се финансира меѓу другото таа војна и тие санкции имаат таа смисла, бидејќи овој во Москва очигледно дека не би застал не до Одеса, не би застал до потоа кој знае каде. Му ги гледа вчера цифрите на Макрон, бидејќи изборите во Франција се сега на 12 на 19 јуни, првиот и вториот круг, тоа се парламентарни избори, 577 пратеници се бираат. И морам да кажам дека малку и како реакција, веројатно е некаква инерција од претседателските избори, оваа коалиција која што Ла Република од Марш ја предводи партијата на Макрон, стои прилично добро. Тие се на добар пат од тоа што гледам да освојат и мнозинство во парламентот. Макрон, дури и мене како француски скептик на француската политика, ме убеди една работа, зборам на меѓународен план. Прилично беше ангажиран, дали тоа беше предизборна кампања, во смирувањето на напнатоста меѓу Украина и Русија пред започнувањето на војна и имаше огромна улога во обидот да биде посредник во разубедувањето на Путин, но и Зеленски да влегуваат во конфликт. Тој вчера разговарал со Путин, наводно околу деблокирање. Морам да признам дека Макрон испадна некаков глас на разумот, бидејќи
Другите гледам дека му се одразува и на домашниот рейтинг, Велам- бидејќи таа тема е сепак се уште најважна, и во Франција се поскапувањето. тој скептицизам кон 100% тврда политика на Западот, како што сега Британија го прави, како што Соединетите Американски држави секогаш го правеле, која доаѓа уште од времето на Де Гол, иако не припаѓаат на иста политичка идеолошка матрица, некако ми се чини дека по Де Гол се обиде да биде тоа Ширак, кога не дозволи, кога стави вето Франција за бомбардирањето на Ирак, да се даде подршка од Советот за безбедност, сметајќи дека војната не е решение. Дури сега Макрон, кој никако не го препознам таков, велам, јас не би го фалал политиката, но морам да бидам отворен да кажам дека реално сега он е најмалку за критика во целата оваа приказна. На линија гледам дека имам колешка Татовска, која што е во Киев, ќе ни каже зашто денеска станува збор, бидејќи таму ќе има некои активности кои што ќе засегаат и Македонија. Предлагам да одиме со Кристина, а потоа ќе ја завршиме ќе ја заокружиме практично целата оваа меѓународната тема, бидејќи и следниот гостин кој што ќе биде после 9 часот и 35-6 минути веќе ми е тука во студиото. Кристина, добро утро. Добро утро, Саша. Се наоѓам во јавното правобранителство на Украина во строгиот центар на Киев. Зошто сум овде? Тоа е затоа што денеска овде има македонски представник, нашиот заменик народен правобранител Јован Андоновски во моментов зад мене е на средби со представниците, односно замениците на народниот правобранител на Украина. Зошто со замениците? Овде се случи и нешто што е неочекувано, а тоа е дека вчера беше разрешена Људмила Денисова, народната правобранителка на Украина. Официјално не се соопштува зошто, но неофицијално затоа што објавила дека војниците на Азов баталјонот, кои добија наредба да ја напуштат фабриката Азовстал, биле малтретирани. Ја знаеме дека тоа беше државна наредба или наредба од врвот тие да се предадат, бидејќи беа во огромен број и бидејќи со нив имаше и странски борци кои нели се јавија дома и побара помош, односно да бидат спасени. Нашиот заменик народен правобранител Андоновски по оваа средба ќе оди на средба и со обвинителот, државниот обвинител на Украина. Тема на разговорите секако се воените злосторства, убиството на цивили и секако на главно прашање во изминативе месеци, а тоа е дали настаните од Буча се геноцид или се воени злосторства. Како што кажав, бројни средби и овде во правобранителството и потоа во обвинителството, а потоа е предвидено да не однесат, односно да го однесат заменикот народен правобранител Јован Андоновски во населбите Ирпин и Буча, што впрочем е и тема на денешниот разговор. Што се однесува до Буча, пристигна информацијата дека таму се направени монтажни домови. Изгледаат, ние ги видовме фотографиите, изгледаат нешто слично на оние монтажни болници кои ги имавме за време на ковидот, само се малку помали и до таму е донесена струја и вода за да почнат жителите полека, но сигурно да се враќаат во овие населби кои беа, можам да кажам, срамнети со земја и каде што се случија најголемите воени злосторства, најмасовното убиство на цивили. Да подсетам, во Буча беше најдена во близина на црквата и масовна гробница. Што се однесува Сашо до другите киевски вести за кои што би требало да информирам, а тоа е како е состојбата, бидејќи во изминативе 24 часа тоа е главна тема овде, а тоа е состојбата со нуклеарните реактори или со нуклеарните централи. Од денеска во Киев, во секоја киевска населба се поставени, односно вчера беа поставени, а денеска ќе проработат мерни единици за мерни станици за мерење на радиација, а ова се случува бидејќи
бидејќи има активности во нуклеарната централа Запорожје. Знаеме на почетокот на војната дека русите го зазема Чернобил, потоа беше ослободен, односно излегоа од таму и се повлекоа, а во моментов руските војници се во нуклеарната централа Запорожје, секако внатре се и украинското одржување, украинскиот персонал. Вчера имаше председателот на Енергоатом еден долг брифинг на кој што им објаснуваше на новинарите колкава е опасноста од руското присуство таму. Забележале дури и пукање од тенкови кон нуклеарната централа. Председателот на Енергоатом вели чудо е што не избил пожар, предупреди дека има 6 погони со нуклеарен радиоактивен материјал кои активно работат, и се осврна и на тоа дека руските војници го малтретираат персоналот што е внатре и не му дозволуваат да работи. Председателот на Енергоатом беше прашан и дали е можно да се достави електрична енергија до Донецк, Луганск, Северно Донецк, градот кој е нападнат, кој во моментов се водат борби, но тој ја исклучи таквата можност и рече дека украинската влада во моментов не е во можност да обезбеди струја и вода за истокот на земјата, кој веќе со денови е во ваква состојба без струја и вода. Кристина, јас тука ќе ти се заблагодарам. Со Андоновски разговори те овластувам да тој што се врати во Македонија. До кога е Андоновски таму? Веројатно останува и утре. Најверојатно до утре, да. Предвидени се и утре средби, се уште не можам да кажам со кого и каде, нели сето тоа, секоја посета, впрочем, буквално секоја се држи во тајност до самиот крај од безбедносни причини, се преземаат безбедносни мерки и можам да кажам околу сите вакви институции не е дозволен пристап на граѓани, на цивили, само на оние неколкуми на жители кои живеат во близина и тие мора да приложат документ со нивната адреса за да бидат пропуштени, така што ваквите институции се добро обезбедени, а сите средби се чуваат во тајност. Ете, се надевам дека Андоновски ќе го имаме во петок во нашето студио овдека на утрински брифинг, откако ќе се врати, макар понеделник, не знам какви му се плановите за летење, па и тој да ги каже своите впечатоци. Кристина, остануваме во контакт, доколку има нешто, ние сме до 11 часот отворени за повторно реагување. Ако не, се слушаме утре во истиот термин. Јас претпоставам дека и ти ќе бидеш во онаја делегација што ќе го придружува меѓу другото и Андоновски во наредните негови средби. Благодарам за ова јавување од Киев. Дејан, имаме уште 2-3 минути да рекапитулираме. Околу Украина вчера беше темата и меѓу другото промената на американскиот став околу испорака на одредени ракетни средства. За што станува тоа? Станува збор за тоа дека Бајден утринава или ноќеска сега по нивно време излезе и обелодени дека Соединетите американски држави ќе достават на украинската армија највисоко софистицирани ракетни системи со кои сакаат да ја помогнат на украинската армија, нели, во својата одбрана, но ми се чини тоа е малку и офанзивно оружје. Што се работи за ракети со име М112 или Химарс, имаат дострел до околу 100 километри. И покрај тоа што Бајден вели и началникот на генерал-штабот на украинската армија дека ќе имаат задача да се спротивстават со руските ракетни системи. Ја читам и на Зеленски изјавата, не планираме да ја нападнеме Русија. Токму тоа сакав да го кажам, многу индикативно ако се земе во предвид дека изминатите 2 недели Русија го предупредуваше Вашингтон да не помислува да доставува до Украина вакви високо софистицирани ракетни системи, бидејќи се знае дека ако има дострел до 100 километри на час од оној дел кај Харкив или Харков, границата, можат буквално да го погодат Петроград или Санкт Петерсбург, кој е околу 70 километри, и Путин тогаш јасно кажа, до знаење стави дека доколку бидат ставени тие доставени тие ракети, дека ќе возврати жестоко со атрибути на нуклеарен одговор. И што се случи на целата таа приказна
Бајден ветуваше дека нема да ги испорача и деношка го испорача исто во манирот како што Путин велеше нема да влегуваме во Украина, но ќе влегуваме. Но она што е индикативно е дека од утринава и руските нуклеарни сили околу Москва почнаа воени маневри. Што тоа значи? Тоа е веројатно воведот во одговорот на Путин на тоа до Бајден дека доколку вие доставите такви ракети, ние ќе возвратиме. Што е возвраќањето ќе видиме, но работата ескалира дополнително бидејќи војната без не, далеко од преговори, од мировни преговори, војната никако да запре. Зеленски излегува со таква изјава што според мене малку би рекол подпалувачка, бидејќи... Па изјавата е не планираме да паднеме Русија. Планираме да е се само не подпалувачки, без разлика дури да крајот што не, но никој не го ни праша дали ќе напаѓа Русија за тој да одговори, затоа ми се чини дека во овој сплет на трите вести што кажуваме, добиваат софистицирани ракети, Русија почнува со нуклеарни маневри и закани и тој вели не, ние нема да напаѓаме, само ќе се браниме. Само ми покажува дека денеска е 97-миот ден од војната во Украина, е далеку од она што беше во почетокот. Ми се чини дека првите недела дена имаше повеќе шанси да се договорат него денес. Дејан, како што стојат работите, ќе потрошиме ние цел јуни на анализи за она што се случува во Украина. Јас стравувам дека ќе трошиме уште многу. Може би ќе трошиме зборови и анализи за она што може да ги надмине границите на Украина, да видиме таа ескалација дали навистина ќе се случи. Ти благодарам за ова утринско брифирање на меѓународни теми.